ili sigurnosno na veke sozdaveni od kanal preko Vinica, po koji trebaše da se zasili protekot na oružje i municija od Bulgarije. Samo nekoliko časa od njegovoto zaminuvanje od Štip, njegovite najbliski sоработници беа известени за до неговото апсење во Битола. Другарите веднаш испратија курир по Лоцет. Откај ти се бомбите, зборувај! Не си ги даде бомбите. Не знаеш! Лудило! Облюбило ме! Ти текна ли откај ти се бомбите, а? Ти текна ли? А не знаеш, а? Абе, Лудило! Кој ти ги даде бомбите, бе? Не знам. Не знаеш, а? Не знаеш, бе! Не знаеш, а? Зборувај! Зборувај! Што свърши? Зборувај! Зборувај! Какви се бомбите, бе? Не знаеш, а? Не знаеш! Удри посила, бе! Не знаеш! Удри посила, бе! Ето, Не удри! знаеш! Стой! Кој иде? Што ќе стане војвода ако Доне открие тајната? Што ќе стане? Биди сигурен дека ништо нема да се случи. Познавам јас Донета многу добро. Тој нема ништо да открие. Сепак мислам дека треба да бидеме малку предпазливи. Ако ништо друго, барем архивата да ја преместиме. Затоа ќе видиме подоцна, кога ќе дојдеме во Штип. Се враќам. Кој ти ги даде бомбите? Кој ти ги даде бомбите, бе? Зборувај! Зборувај, бе! Зборувај, бе! Не знаеш, а? Кој ти ги даде бомбите? Зборувај, а? Не знаеш. Ке тоа знаеш, бе! Ке тоа знаеш, бе! Знаеш. Не знаеш. Каун! Ке профеш, бе! Ке профеш! Сега знаеш ли кај си? Знаеш ли? И татковината, дека ќе служам честно и верно за слобода на Македонија. Ќе ги исполнувам сите наредби на организацијата за доброто на татковината. Ако и напакостам со нешто на организацијата, или ако ги предадам доверените тајни, готов сум да бидам казнет со кама или револвер за потврда на кое што ги бакнувам. Амин.
секакви средства за да го откријат извор. Го затворија до него една влажна и темна дупка во која не можеше воопшто да се легне и го подложија на најстраотни маки. Го тепаа, го гореа по грбот со вжештено железо. На секое прашање за потеклото на бомбите Доне кратко одговараше: ништо не знам. Доне Стојанов беше држан во дола по цели 36 часа без леб и вода. Го мачија, но тој се покажа цврст како карп. Ништо не откри. Првиот испит заврши со победа на организацијата. Власта не успеа ништо да открие и се заврши со осудување на Доне Стојанов на доживотен затвор. Со тоа, Доне Стојанов стана пример на револуционерна нескршливост и си создаде име во организацијата како символ на македонската тврдост. Неговиот дотогаш безпримерен подвиг народот го опеа и во песната Дончо Штипјанчето.